Денот на победата над фашизмот, кој воедно е прогласен и за Ден на Европа, е историски значаен за човештвото. Тоа е пресврт и патокас кон демократијата без враќање назад. По тој повод денес беше одржана свечена церемонија на која своји обраќања има евроамбасадорот Михалис Рокас и премиерот на Македонија Христијан Мицкоски. Европа е изградена на ветување, слобода, еднаквост и демократија. Денес, во свет на конфликти и економски притисоци, мора да ги браниме овие вредности дома, но и надвор. На Денот на Европа не го славиме само на кои сме, туку и она што го правиме заедно со земјите членки и нашите партнери низ светот, за да го заштитиме начинот на кој живееме и да промовираме по-одржлив свет. Ова е ден кога треба и да се подвлече стратешката важност на проширувањето на Европската унија, за да се обезбеди долгорочен мир, просперитет и безбедност на континентот. Овој ден е и белег за трудот и постојаноста на многу генерации кои се бореа за слобода. Големите работи не доаѓаат незаслужено. А кога станува збор за нашата татковина, ќе се согласите дека секој голем чекор на нашите комити, војводи и партизани е испишан низ историските страници со многу жртви, буни, востанија и со непоколеблива и пркосна желба за своја држава и слобода. Ние, македонците, многу добро ја разбираме цената на слободата. Нашата историја не е историја на покорување, туку историја на отпор. Историја на луѓе кои и кога биле малубројни, знаеле да бидат големи. Историја на генерации кои ја чували идејата за своја држава, свој јазик, свој идентитет и свое достоинство. Победата над фашизмот е глобален чин, истакна лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ние сме дел од европската приказна и нераскинлив дел од борбата против фашизмот. Да не дозволиме никој никогаш да ги поткопа вредностите врз кои е градено ова општество. Македонија припаѓа таму каде што се почитуваат човековите права, каде што се гради заедништвото и каде што никој не смее да биде исклучен затоа што е различен. Денешната борба не е со пушка. Денес се бориме со збор, со став, со почит и одговорност. Стои во честитката на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Победата над фашизмот денес беше одбележена и во Штип. Денес, преточувајќи го времето на сопствената историја и анализирајќи ги придобивките од Народно-ослободителна војна на Македонија, констатираме дека темелите на нашата суверена и самостојна македонска држава се поставени на тлото натопено со крвта на паднатите борци. Бурната историја на нашиот народ и неговата долготрајна ослободителна борба недвосмислено укажува дека 9 мај 1945 година не е чин што сам по себе дојде, се наметна и постигна дека не е плод на туѓи настојувања, желби или пак помош. Македонскиот народ самиот се определи на страната на прогресивните сили и даде свој придонес во севкупната победа над фашизмот.